Дождливата недела го крена водостојот на реките и езерата во Македонија, а со тоа природно се појавија и поголем број риболовци ширум целата територија. Како тие се задоволни од риболовот, каква риба се фаќа во вакви услови и слични прашања, ќе ги одговори соговорникот на колегата Паша Зотов. Ете, драги гледачи, тука имаме рибар, сега ќе го запрашаме. Господине, извинете. Друже. Аха, друже, добро. Извинете на прашање. Зошто ловите сега риба? Зошто не ловевте пред 7 месеци, сега не е сезон? Видете, господине, вие знаете дека сега почнаа пости, па сега се јаде риба, мислам. Риба се лови кога се јаде, како не е јасно тоа. Добро, ама како што можам да забележам, овде имате само ситна риба. Нема ништо крупно. Па да, овде за сега има ситна риба, меѓутоа гледате има преку 30 и кусур парчиња ситна риба. На крајот на краиштата не се сите за иста намена, знаеш, некои ќе се јадат, некои ќе се употребат за нешто друго. Па каква е разликата? Ситна риба е ситна риба, јас не гледам тука разлика. Добро, видете, прво многу зависи малата риба од каде дошла. Дали пливала одма во големите текови, од која притока дошла, дали е групно мрестена, дали многу зависи од тоа. И на крајот на краиштата нема сите исто и да завршат. Некои од тие риби ќе бидат испржени на тавче, додека добар дел од нив, не добар, да речеме, максимум 10 на комада, се ставаат во еден мал аквариум специјален за мали рибчиња и тука се чуваат од 8 до 30 денови. И во тие специјални услови, они кога ќе видат дека им е тесно, дека им се вртат во круг и таму се ствара кај нив многу голема нервоза. Они почнуваат да стануваат нервозни и они ќе направат се за да може да се вратат во големите водни текови. И онда они се спремни да соработуваат и целта е постигната. Како ви е целта постигната, не ве разбирам. Сега ме дупиш. Не, ти ме дупиш очигледно, Немојте, господин, ме дупиш, сепак сме на телевизија. Значи, видете, господине, кога рибата ќе биде спремна да соработува, онда или ја ставаме на удица како мамец да се фати крупна риба, или, што би рекла она, фрли рибче да фатиш крапче, дали ме сваќате тоа? Аха, добро, сега е малце појасно. Ви благодарам. Ете, драги гледачи, значи, не мора да се грижиме, рибарите си ја вршат својата работа. Студио?